Почитувани, до кога СДС ќе глуми дистанцирање од ДУИ? Никој не им верува додека не се извинат што му дозволиле на Груби да прави криминал. Попусти се обидите на Венко Филипче да глуми дистанцирање, кога тој е виновен што криминалот на ДУИ воопшто беше можен. СДС со години обстојуваше на власт токму заради тоа што му дозволија на Груби да краде. СДС свесно дозволија Груби да прави што сака, само за да не паднат од власт. Обидите сега да се дистанцираат од ДУИ се бледи и неискрени. Доколку СДС навистина сакаат некој да им верува дека се дистанцираат од ДУИ, најпрвин нека се извинат јавно што со години овозможија Артан Груби да прави криминал. Знаеа за неговиот криминал и не реагираа само за да останат на власт. Се додека СДС отворено не признаат што правеле со Груби, се дотогаш народот нема да им верува ниту збор, затоа што се што кажуваат лажат со желба некогаш пак да го повторат истото. СДС има избори. Или целосно ќе се отргне од ДУИ, или ќе продолже да тоне. Ви благодарам. Имаме прашање кое што е пристигна до Центарот за комуникација во врска со Собраницката комисија интерпелацијата на Илире Даути. Прашањето пристигна пред почетокот на конференцијата. Ова би бил нашиот одговор. Не е важно кој покренал интерпелација и која била темата или причината. Важно е дали е прекршен деловникот за работа на собранието или не е прекршен. Пратениците со гласање донесоа одлука дека е прекршен деловникот. Од тој момент повеќе председателката нема морален кредибилитет да ја води комисијата. Никој не го оспорува правото на опозицијската коалиција предводена од ДУИ да си предложи нов председател. И сигурни сме дека коалицијата СДС, ДУИ, Левица ќе го поддржат новиот предлог, како што често пати ја координираат опозицијската активност во собранието.